Трапезата утре вечер ќе биде постна, но цените и оваа година се мрсни, велат граѓаните кои наголемо се подготвуваат за предстојните празнувања на Бадник и Божик. Иако ќе имаат ограничен и скромен буџет, сепак велат дека трапезите за Бадник и Божик ќе бидат полни. На нив ќе има од се по нешто. Риба, гравче, сарма, ќе се меси лепчето. На Бадниковата трпеза ќе има и маслинки, урми, сливи, ореви и костени. Сезонско овошје. Од сето ова ако се купи помалку, како што велат граѓаните, минималната цена на една скромна семена трпеза за Бадник ќе изнесува околу 2000 денари. И тоа цената на килограм риба ослич се движи од 150 до 200 денари, килограм граф чини од 130 до 300 денари, оревите 350 денари за килограм, а костенот се продава од 200 па до 350 денари за килограм, мандарините од 80 до 100, а јаболките се продаваат по 60 денари за килограм. Граѓаните велат цените се високи, но секој купува согласно од длабочината на џебот. На Бадник посно, за Божик се знае да се омрсиме. Така. Дали е скапо, дали се високи цените? Високи се, ама тоа е. Високи се цените. Не мало, не многу, како да ти речам сега. Претерано е. Видите, стално били и ќе бидат високи. И не може ни да бидат ни пониски. Секој било, али мораме да го празнуваме празникот. Што се ќе има на трпезата? Ќе биде скромна, но ќе има се по нешто, така? Мора да има, не може да биде скромно. Сепак, се по нешто треба да си има. Па некој го прават луксто, али секој од џепот, кој колку си има, толку си става. Скапо е? Па, прилично скапо. Денеска освен постна, граѓаните купуваа и мрсна храна за Божик, која е поскапа. Цената за килограм свинско месо се движи околу 400 денари, додека цената на телешкото достигнува и над 800 денари за килограм. Дел од граѓаните велат дека и маркетите предпразнично пак ги набилдале цените. Иако во моментов Законот за спречување нефер трговски практики предвидува максималната казна за непочитување на одредбите да биде до 20.000 евра за голем маркет, премиерот најави дека остро ќе бидат казнети сите кои работат спротивно на интересите на граѓаните и непазарно ги пумпаат цените на рафтовите. Тој до март најави дека ќе се смени висината на казните и тие ќе бидат 10 пати повисоки или до 200.000 евра. Со овие цени, колку точно просечниот македонец ќе треба да издвои за празничната кошница без да се задолжи, секој ќе дознае на крајот на месецов, кој важи за најтешкиот и најдолгиот месец во годината. Бадник и Божик се празници кои по традиција се прославуваат во домашна семена атмосфера. Но според економската реалност, кај нас и традиционалните празници веќе представуваат луксус за граѓаните.